Македонија е пред сериозен струен ценовен шок. Цената на струјата галопирачки ќе расте и наредниот период ако државата не реагира веднаш. Па така за многу скоро сметките за струја можно е многу лесно да пораснат за 50% од сегашните. Експерти за Алфа велат дека од нова година сметките за струја ќе надминат поскапување од 25%. Според енергетичарите, поскапувањето би се одвивало етапно, па така за почеток ако за сметка за струја сега плаќаме околу 4000 денари, од јануари таа сметка би се зголемила за околу 1000 денари. Сметаме дека без разлика на што и понатаму да се ветува, цената електричната енергија според нашите пресметки изнесува повеќе од 50% дека ќе биде реално качена или може да биде качена еднаш на овие 25% и следните 3 месеци да го дигнат уште на 50%. За да не се осети веднаш покачувањето нагло, туку постепено да се дигна на неколку пати. За ублажување на шоковите, економистите предлагаат намалување на даноците за граѓаните колку толку да не ја почувствуваат ценовната разлика која директно удира врз нивниот джеп. Значи реално што баравме многу пати и сега ќе го спомнам, данокот да се укине. Значи за електрична енергија со тоа колку толку пак се намалува цената, дека има големи веројатности да имаме силни дождови, до толку да хидроцентралите влезат во опсек и да помогне, што се вели по Божја волја, да ни се вратат барем тековите од хидроцентралите, да имаме подобро наше сопствено производство. Експертите велат дека владата го преспала периодов, додека земјите од соседството активно работеле на изградба на капацитети. Колку за илустрација, во последните години цената на струјата се држи под нејзино реално ниво, а трошоците за производство се зголемуваат како резултат на купувањето јаглен од странство, кој е значително поскап за разлика од домашното производство. Како што веќе објавивме, Електрани на Македонија купиле ново количество на струја за потрошувачка за 7 дена, односно за следниот период од 6 до 12 декември, за што ќе бидат исплатени високи 3,85 милиони евра. Од владата за Алфа вела дека ја следеле состојбата и биле фокусирани на справување со енергетската криза, но без да конкретизираат кои се нивните следни чекори. Стабилизација на цената на струјата се очекува дури кон средината на следната година, а до тогаш не очекува лош период и тешка зима.